Поштовани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Поради обилните врнежи од дожд запрена е жетвата на оризот во Кочанско. Од насеаните 4310 хектари под ориз, жетвата досега е завршена на површина од 2745 хектари или со 64%. Поради обилните врнежи од дожд кои од ноќеска се присутни на подрачјето на Кочанско, од изутринава е запрена жетвата на оризот. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство подрачна единица Кочани истакнуваат дека иако жетвените активности одлично напредувале, тие се прекинати поради обилните врнежи од дожд и зголемените количини на вода во нивите. Од насеаните 4310 хектари под ориз во Кочанско, жетвата досега е завршена на површина од 2745 хектари или со 64%, од кои 385 хектари кај земјоделските предпријатија и 2360 хектари кај индивидуалните земјоделски производители. Просечните приноси кои се добиени по единица површина се движат од 4680 кг по хектар кај индивидуалните производители и 4750 кг по хектар кај земјоделските предпријатија. Според досегашните добиени приноси, просечните приноси есенва достигнаа 4689 кг по хектар оризова арпа. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Кочани информираа дека од досегашните жетвени активности кај оризот се добиени 18068 тони оризова арпа, од кои 1828 тони кај земјоделските предпријатија и 16239 тони кај индивидуалните земјоделски производители. На подрачјето на општина Кочани има регистрирано 16 субјекти за откуп на ориз. Од нив во откупот се вклучени 12 субјекти, кои склучиле договор со 2456 оризопроизводители за откуп на арпа и бел ориз. Инаку во моментов просечната откупна цена на арпата во Кочанско изнесува 18 денари за килограм. На залиха кај оризопроизводителите, според информацијата на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Кочани, има уште 3000 тони непродадена оризова арпа. Врнежите од дожд предизвикаа одрони на патиштата во регионот, поради што има мали проблеми во одвивањето на сообраќајот во регионот. Од јавното предпријатие Македонија Пат и од Автомотосојузот на Македонија ги предупредуваат возачите за внимателно возење на делниците кон Делчево и Берово поради карпи и земја на коловозите. Нови одрони од карпи и земја се појавија на патните правци од Кочани кон Делчево и од Виница кон Берово. Тие се последица на врнежите од дожд, што предизвикаа зголемена влажност на почвата и паѓање на околниот земен материјал на коловозите. Од јавното предпријатие Македонија Пат потврдуваат дека нивни дежурни екипи се наоѓаат на неколку локации на патот кон Делчево. Најголеми одрони имало во местноста Бориштето, во близина на мостот Газела, на околу 6 км од Македонска каменица во правец на Делчево. Таму сообраќајот во текот на денот се одвиваше наизменично по една коловозна лента во должина од околу 150 метри за сите видови возила. Градежна механизација работеше на расчистување на одронот и нормализирање на условите на патот, а на самото место сообраќајот го регулираше и сообраќајната полиција. Иако доцна попладнето сообраќајот беше нормализиран, од Македонија Пат апелираат до возачите за внимателно управување на оваа делница поради можноста за нови одрони. Со оглед што магистралниот правец од Кочани кон Делчево официјално е во фаза на реконструкција, обврската за негово одржување го презеде фирмата Гранит, која е изведувач на работите, но екипите од Македонија Пат исто така се вклучени во обезбедувањето на проодноста на патот. Помали интервенции за чистење на коловозот од паднати камења имало и кон локалитетот Обозна на патниот правец од Виница кон Берово. Дежурни екипи на Македонија Пат ќе продолжат со обиколка на критичните места и ќе го отстрануваат паднатиот материјал од коловозот, но можно е во текот на ноќните часови да се појават нови одрони. Од Автомотосојузот на Македонија пак информираат дека сообраќајот на сите државни патишта се одвива без забрани по влажни коловози, а се препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движењето и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Пред одржување на парламентарните избори, Државната изборна комисија започна со организирањето семинари за едукација на општинските изборни комисии од сите региони во државата.
Целта е членовите на комисиите да се запознаат со надлежностите што ги имаат од моментот на распишувањето, па се до завршувањето на изборите. Како дел од подготовките за предвремените парламентарни избори во декември, Државната изборна комисија ги организира и првите семинари за задолжителна едукација на членовите на општинските изборни комисии. Во Штип се одржаат две едукативни работилници за општините кои влегуваат во изборната единица број 3, при што беа поделени во две групи според меѓусебната географска близина. Целта на овие семинари е општинските изборни комисии да се запознаат со нивните надлежности, што ги имаат од моментот на распишувањето, па се до завршувањето на изборниот процес, за истите да ги извршат ефикасно и во согласност со законските прописи. Ова е само првиот од серијата од 3 семинари кои што ќе се одржат за општинските изборни комисии до денот на одржување на изборите. Вториот семинар ќе се фокусира повеќе на работењето, начинот на работење и надлежностите на избирачките одбори, додека на третиот семинар ќе го проследиме едукативниот видео приручник кој што Државната изборна комисија го изготвува за едукација на избирачките одбори и ќе поразговараме уште еднаш за ефикасното извршување на надлежностите на избирачките одбори. Дел од активностите што се во надлежност на општинските изборни комисии се веќе завршени, односно формирани се избирачките одбори, а следуваат и други задачи што треба да се исполнат во периодот до започнувањето на кампањата. Тука влегуваат повеќе активности во рамки на организацијата, како обиколка на избирачките места кои што се во надлежност на општинската изборна комисија, прием на известувањата за гласање на болни или немокни лица или лица кои се во куќен притвор, прием на изборниот материјал и негово обезбедување од страна на Државната изборна комисија, потоа координативни состаноци со Министерството за внатрешни работи и така натаму. Преостанатите 2 семинари за општинските изборни комисии треба да се одржат до крајот на месец ноември, а на нив, освен председателите на комисиите и нивните заменици, ќе присуствуваат и членовите и секретарите. Во групата во која е општинската изборна комисија од Кочани се уште и комисиите од соседните општини Виница, Берово, Делчево, Зрновци, Чешиново, Блешево, Македонска Каменица и Пехчево. Асфалтирано е повеќе наменското игралиште во населбата Шатровик во Кочани. Истото се гради на површина од 1340 метри квадратни. Следната активност е поставување на 6-метарската ограда. Течат активностите околу изградбата на повеќе наменското спортско игралиште во местноста Колерски гробишта на улицата Цветан Димов во населбата Шатровик во Кочани. Поставен е асфалтот и сега ќе следува оградување со 6-метарска ограда, информира Александар Гицов, градски архитект на Кочани. Повеќе наменското спортско игралиште се гради на површина од 1340 метри квадратни и во него ќе бидат сместени спортски терени наменети за ракомет, 2 кошаркарски игралишта, футсал и 4 баскет игралишта. Паралелно со него се гради и повеќе наменско детско игралиште, во кое се сместени реквизити за рекреација и спортување на најмладите, клацкалка, нишалка, топоган, простор за ситен песок, за игра за децата, како и разговорница или настрешница за повозрастните. Со изградбата на спортското игралиште нема да се дозволи простор за депонирање на смет и градежен материјал на несловесни жители од населбата, додава Гицов. Озеленувањето и хортикултурното уредување, рече Гицов, ќе остане на локалната самоуправа на Кочани и на комуналното јавно претпријатие Водовод. Повеќе наменското игралиште се гради со финансиски средства од 2.750.000 денари, средства обезбедени од општина Кочани. 19-годишната Марија Атанасова од Кочани, студент на правниот факултет во Скопје, е победник на конкурсот за модерна и стилска гардероба на Скопскиот трговски центар Сити Мол. Во огромна конкуренција од неколку стотини учесници, незиниот стилски дизајн доби најмногу гласови и ја освои првата награда. Над 3200 гласа и голем број позитивни коментари за подршка доби студентката Марија Атанасова од Кочани, со што го освои првото место во модниот предизвик "Сврти нов лист и стани стилист", чиј организатор беше трговскиот центар Скопје Сити Мол. Целта на настанот беше да се охрабрат потрошувачите и сами да ги представат своите идеи и погледи за модата и да уживаат во модните содржини што им се нудат во познатите трговски синџири. Пред посетителите на Скопје Сити Мол, Атанасова се представи со уникатна комбинација на стилско аранжирање на облеката, што и го донесе високото признание. Со оглед на редовните обврски што ги има како студент на правниот факултет,
Таа е во Скопје, но во телефонскиот разговор рече дека е задоволна од успехот, што ќе биде понатамошен поттик за неа во стилскиот дизајн. Случајно на Facebook видов дека има таков моден предизвик, организиран од страна на City Mall. И додека се спремал за колоквиумската недела, најслучајно имаше да се избере една своја лична слика, за да се надополни некоја комбинација на познати дизајнери од Македонија. И надополнив и по неколку дена добив порака дека од 700 учесници сум избрана меѓу првите тројца финалисти за понатамошно надпреварување. И пред неколку дена бевме повикани во City Mall, каде што избор од неколку продавници си составивме наша комбинација. И имаше 3 комбинации и требаше да се избере нели од тие 3 која што ќе биде нели најдобра, и денес, уствари вчера, ја избраа мојата за најдобра за победничка комбинација. Како еден од тројцата финалисти на модниот предизвик, Атанасова го надополнувала стајлингот предложен од модните стилисти и дизајнери Драган Христов, Катерина Трајановска и Ана Несторовска. Покрај определбата да стане добар правник, таа вели дека дизајнот и стилската мода и се секојдневно хоби, а добиеното признание дополнително ќе биде предизвик за нови комбинации во гардеробата. Имам некоја желба за да дизајнирам, да имам, така ги следам модните случувања во светот и овде пошироко, и така имам желба и за тоа како едно хоби плюс. Дали би се пријавила сега поттикната од овај успех и на понатамошни слични можеби конкурси? Да, дефинитивно би се пријавила и таму со тие луѓе кои што го организираат тоа зборувавме за понатамошни проекти во кои што ќе бидам и јас вклучена. Атанасова својата стилска комбинација ја направила од модни примероци од неколку познати трговски марки, при што, според образложението за наградата, ја истакнала моќта на базичната облека во комбинација со впечатливи модни детали, што зборуваат за нејзиниот личен стил, за модната смелост и за изградениот визуелен израз. Представници од Скопје City Mall и врачија повеќе награди од гардеробата, што во моментот е моден тренд за младите. Крводарителска акција организираше полициската станица Кучани, во која скапоцената течност ја даруваа 24 вработени. Ова е последна акција од 3 планирани до крајот на годината. Согласно годишниот план и програма, полициската станица Кучани во соработка со Министерството за внатрешни работи и Институтот за трансфузиона медицина од Штип во текот на целата година реализира крводарителски акции во која крв даруваат вработените во полицијата. Полициските службеници ја покажаа својата хуманост. Акцијата помина успешно. Денеска по планот и програмата за 2016 година беше предвидена трета поред крводарителска акција која спроведовме. За наредната година 2017 очекуваме нов план и нова програма за спроведување на крводарителски акции. Беа пријавени 30 полициски службеници да даруваат крв, даруваа само 24, неколку души беа од оправдани причини не можеа да даруват крв, беа службено отсутни, и така да ипак сме задоволни со бројчината што ја постигнавме за нашата полициска станица, затоа што знаеме дека секогаш имаме многу наши полициски службеници кои службено се отсутни, не можат да дојдат, али оваа бројка што ја постигнеме сме задоволни. Ова е трета и последна крводарителска акција за годинава, што е во организација на полициската станица Кучани. Согласно годишниот план и програма за наредната година, ќе се реализираат нови 3 или 4 крводарителски акции. Караванот на поезијата по повод манифестацијата Месец на книгата стигна и во Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Младите ја сакаат книгата и сакаат да читаат. Е заклучокот од реализираните средби на литературниот клуб Копнеш со учениците од основните и средните училишта. Продолжува соработката на младинската организација Авангарда од Средното општинско училиште Гошо Викентиев со членовите на литературниот клуб Копнеш. Во рамки на одбележувањето на манифестацијата Месецот на книгата, писателите и членовите на литературниот клуб Копнеш беа во посета на учениците од Средното училиште.
Младинската организација Авангарда покрај својот забавен, поседува и едукативен карактер, кој што го стварува преку дружења и соработки со различни здруженија, клубови и слично. Еве долги години одржуваме соработка со литературниот клуб Копнеш, а наши денешни гости се автори и членови на тој клуб, како и нашата бивша претседателка Ивана Карова, која веќе е влезена во тоа семејство на автори и написатели. Ме радува тоа што долги години нашите членови имаат можности да научат нешто од нив, исто така и да представат своји лични творби, а се надевам дека оваа соработка ќе остане и ќе продолжи во иднина. Присутна на активноста беше и поранешната претседателка на младинската организација Ивана Карова. Особено ме радува тоа што и по завршувањето на моето средно образование, кое што го завршив овде во училиштето Гошо Викентиев, нашата соработка со младинската организација Авангарда продолжи во иднина, што значи дека станав почесен претседател на оваа младинска организација. Истовремено членуваме во литературниот клуб Копнеш во Кочани веќе 10 години, што значи дека денеска ќе бидам и гостин и домаќин на оваа манифестација. Јас се надевам дека нашата соработка ќе продолжи во иднина. Од училиштето Гоша Викентиев има голем број членови на литературниот клуб Копнеш, кои што веќе се афирмирани творци, а некои од нив се и членови на Друштвото на писателите на Македонија. Славица Цветкова, член на Копнеш, вели дека младите сакаат да читаат книги. Јас работев како професор во ово училиште и знам дека младите ја сакаат книгата и не можам да се сложам со фактот што постојано се наметнува дека само компјутерите се гледаат и се игра на компјутерите. Самиот факт што од училишната библиотека, која има околу 12.000 книги, се позајмуваат често книги надвор од задолжителните за лектира. Од градската библиотека, каде што ги има сите најнови изданија, се позајмуваат книги, зборува дека сепак книгата си има своја иднина и дека младите сакаат да читаат, сакаат да бидат во тек со најновите изданија на издавачките куќи. Учениците и членовите на литературниот клуб и на младинската организација читаа литературни творби и се договорија за понатамошни заеднички активности во иднина. Следува информацијата од спортот. Помладите пионери на Фудбал Старс го освоија првото место во првенството на регионалната пионерска лига. Без ниту еден пораз, тие го повторуваат успехот од минатата сезона, додека нивните помлади клубски колеги од генерацијата 2003 по завршувањето на есенскиот дел се трето пласирани. Младите фудбалери на Фудбал Старс од генерацијата 2001 се есенски шампиони во регионалната пионерска лига на Македонија. Во 7-те одиграни кола тие постигнаа исто толку победи и освоија 21 бод, со што заслужено се најдоа на врвот на табелата. На последниот надпревар како домакини на дербито, што беше и последно за првиот дел од сезоната, тие со 3:1 ја совладаа екипата на New Stars, која им е директен конкурент за освојување на првото место. Дополнителен доказ за добрата игра на нашите помлади пионери е и постигнатата висока гол разлика, при што на сите досегашни надпревари примија само 4 гола, а дури 29 пати ги затресоа противничките мрежи. Добра игра во есенскиот дел прикажаа и нивните помлади клубски колеги од генерацијата 2003, кои го освоија третото место во Југоисточната регионална лига. Инаку, во последното коло, добри резултати постигнаа и останатите екипи на Фудбал Старс, при што во детската лига, генерацијата 2004 го победи фудбалскиот клуб Кочани со 11:0, а генерацијата 2006 во дуелот со соодветната екипа од истиот тим постигна победа од 12:0. Нашите фудбалери беа успешни и во пријателските надпревари со своите врсници од Брегалница од Штип. При тоа генерацијата 2003 ги победи Штипјани со 3:2, додека генерацијата 2006 славеше уште поубедлива победа од 7:3. Единствено разочарување приредија фудбалерите на Фудбал Старс, кои се надпреваруваат во Општинската фудбалска лига Кочани. На надпреварот против Олимпик Код 2016 од Оризари, тие доживеаа пораз од 6:2.
Ви следевте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.